Високите температури го зголемија бројот на мозочни удари. Жители на истокот се почести пациенти на неврологија уште од самиот старт на летото. Првото зголемување на бројот на мозочни удари лекарската статистика бележи уште во мај и јуни. Во месец, да кажеме, мај сме имале 29 пациенти со транзиторна исхемична атака, 5 пациенти со хеморајгичен мозочен удар, значи крварење, и 11 пациенти кои што се биле во кома, чија етиологија може да биде или поради хеморајгија или поради исхемија. За месец јуни, значи, имаме околу 54 пациенти со мозочен удар, од кои 37 со транзиторна исхемична атака, 8 пациенти со крваречки мозочен удар и 9 пациенти во коматозна состојба. Тропските температури траат уште, па лошата динамика на зголемување на мозочни удари продолжила и во јули и август. За крајот на летото да не биде црн како почетокот, лекарите препорачуваат голема внимателност, особено кај оние лица кои мозочен удар веќе преживеале. Најважно е во овие топли денови редовно да ја пијат својата терапија, да се придржуваат, значи, према терапијата која што е поставена од нивните лекари, да земаат полесна храна и да не се изложуваат на високи температури во текот на денот од 11 до 18 часот некаде навечер. Освен ова, многу важна е брзата реакција и препознавање на симптомите. Секој оној пациент кој или член од семејството кој ќе примети кај одредено лице дека има потешкоти со говор, дека има трнење или слабост на едната страна од телото, дека има лицева асиметрија, треба да се посомнева дека може да станува збор за мозочен удар и нема да биде, значи, лошо пациентот да се јави на лекар. Но освен пораст на мозочните, забележан е пораст и на срцевите удари, а колапсите веќе станаа секојдневие. За времето да остави што помалку штета по здравјето на граѓаните, неопходна е голема внимателност и секако почитување на препораките на лекарите.